Овој ден, меѓународен ден, на некој начин не посетува на тоа дека планетата Земја е наш единствен дом и дека треба да се грижиме за нашиот дом. Треба да се грижиме за животната средина и да не фрламе отпадоци, односно да не ја загадуваме животната средина, почнувајќи од секој од нас индивидуално, така би придонеле многу повеќе за чиста средина околу нас или, како што напоменав на почетокот, многу почист дом за секој од нас. По повод овој ден ќе ја најавиме всушност пролетната екоакција Генералка Викенд, која што се одржува идниот месец, започнувајќи на 8 мај и ќе трае се до 10 мај. Генералка Викенд е екоакција која што на некој начин е традиционална екоакција и се спроведува дури од 2021 година. Многу повеќе за ова ново издание на Генералка Викенд во продолжение ќе слушнеме многу повеќе од мојата денешна гостинка Гордана Софија, но се разбира дека ќе посекам добро утро и на австриецот Ханес. Добро утро, благодариме. Драго ми е што имаме можност да ја најавиме Генералка Викенд. Напоменав дека се одржува всушност дури од 2021 година. Како дојде до таа инспирација и мотивација да одржите такво нешто, односно една голема екоакција? Грижа за самите нас. Одлучиме да не седиме, да не бидеме апатични и да не го гледаме туку така нередот околу нас, игнорирајќи го и отпадот што е на јавните простори, и одлучивме да започнеме на акција скромно со 10 општини со 1000 волонтери на почетокот во 2021 и заедно со граѓаните здружено да го исчистиме јавниот простор, да придонесеме затоа што тоа е наш дом. И полека во овие изминати 6 години таа бројка од 1000 волонтери прерасна во 100.000 волонтери и сега се вклучени сите 81 општина, над 600 организации, граѓански здруженија, над сите училишта во земјата, околу 200 јавни администрации, така да стана еден вид традиција. Колку најмногу отпад сте собрале досега во оваа Генералка Викенд и како изгледа самото тоа огромно собирање на отпад? Значи, општините собираат на нивната територија. До сега вкупно во овие 6 години се собрани над 1,5 милион тони отпад. Да, отприлика секоја година се собира околу 500.000 килограми отпад до 600.000. Се собира, се селектира исто пластика, хартија. Се намалува бројот или се зголемува? Се зголемува, затоа што се зголемува и бројот на учесници и со тоа се зголемува и придонесот и грижата дека јавниот простор е нашиот дом. Не е само нашиот стан и куќа, туку е и нашиот дом, што е супер. Што најмногу граѓаните фрлаат како отпад? Како вид на отпад? Дали можеби имате некоја претпоставка од тоа на кое што го паметите? Да, најмногу од тоа што досега сме го собрали како информација е амбалажа, посебно пластика, меѓутоа исто и градежен шут. И тоа на вистина несоодветни локации, во река, во долови, во шуми, што и електронски отпад, што е на вистина не е во ред и не е коректно и за нас е криминал, затоа што барем денес има толку многу компании кои што работат со тој вид отпад и може било кој да ги комуницира и бесплатно да им биде преземен отпадот. Сметате ли дека ваквите екоакции за кои што се зборува јавно и многумина знаат, на некој начин ја поткрива јавната свест во однос на чување на нашата животна средина, бидејќи самите рековте ние тоа фрлање несоодветно на отпад го доживуваме како криминал? Да, е. Апсолутно ја подкрива затоа што кога самите луѓе ќе бидат вклучени од деца од градинка се до пензионери, тогаш тие што биле вклучени никогаш нема повторно да фрлат отпад на јавно место и тие ќе бидат оние што ќе ги опоменат и другите несовесни граѓани. Така да тој круг се шири се повеќе и повеќе, што е супер. Ние следиме постојано што се случува во сите 81 општина и гледаме дека толку многу стана актуелно да се собира отпад на јавни места без да има посебно организирана акција, туку граѓаните излегуваат и собираат, што е навистина супер. Не случајно одбравме оваа локација на Кеот на Вардар во центарот на градот. Ова е првата локација каде што ќе започне Генералка Викенд во месец мај. Кои се оние други локации кои што се предвидени и што поточно ќе се случува на 8, 9 и 10 мај? На 8 мај официјално почнува акцијата Генералка Викенд. Ќе започнеме секоја година, по традиција имаме една локација од каде што го правиме официјалното отварање на акцијата
иако паралелно се случува на територија на цела држава во исто време. Сега замислете 100.000 луѓе на територијата на цела држава да чистат истовремено. Тоа е на вистина се креира голема позитивна енергија. Годинава, значи претходните години имавме официјално отварање со чистење на Кале, со чистење на Водно, со чистење на аквадуктот. Сега ќе бидеме на реката Вардар, на кејот на реката Вардар, град Скопје, поддржан со генералка викенд, ќе се чисти целиот кеј од двете страни на потегот од Влае се до Ново Лисиче. Ова екоакција стана традиција, се надевам дека ќе продолжи и во иднини и на некој начин ќе се покрива јавната свест, како што напоминавте. Најважно од секој помладите генерации, нели, за да се пренесува тоа од генерација на генерација, доколку немате дополнителна порака до нашите гледачи по повод денешниот ден, денот на планетата Земја и нешто повеќе околу генералка викенд, би ви заблагодарила многу за присуството и тоа што бевте дел од нашата емисија. Благодарам многу на поканата и можноста да се искажеме јавно. Во однос на планетата Земја би сакала да кажам дека планетата Земја се обновува само од себе. Меѓутоа, ние живееме на најтенкиот слој како човештво, како цивилизација од планетата, тоа се само 3 километри. Не можеме под земја да живееме, ниту под вода, ниту горе високо. Значи, тој е тенок слој на кој што се наоѓаме сите и треба да се грижиме, а некако досега да го злоупотребуваме, затоа што си наштетуваме на самите себе си, не на планетата. Таа ќе се возобнови, меѓутоа што ќе биде со нас и со идните генерации, што ќе им оставиме? Ви благодарам многу за одвоеното време. Фала ви. Во ова вклучување прво на лице место ја најавивме генералка викенд која што ќе се одржи на 8, 9 и 10 мај. Генералка викенд ја најавивме по повод меѓународниот ден на планетата Земја, денешниот ден. Верувам дека сите информации беа добродојдени за нашите гледачи. Ние се гледаме повторно за 1 час од сега токму од терен.